Овие лица живеат во тешки услови, без средства за екзистенција, без здравствена заштита, без можност за добивање на матични броеви за нивните деца и остварување на нивните права. Меѓу нив има бегалци кои секторот за азил им издава документи со кое лицето е во фаза на така наречено суспендирано враќање. Овој документ поради бојата на кој го издава Министерството за внатрешни работи, поточно секторот за странци, го нарекуваат жолт картон, со кој на лицата им се одложува враќањето во матичната земја, а со што истовремено и им се ограничува пристапот и остварувањето на сите права во Македонија. Иако станува збор за лица кои треба да уживаат меѓународна заштита. Верувајте дека Народниот правобранител, од кога почна да ги истражи овие проблеми, не успеа, а поготово во делот на документот кој го издава Министерството за внатрешни работи, наречениот жолт картон, не успеа нигде во нашиот правен систем да најде правна основа за издавање на таков документ. Едно што најдовме е тоа што едно писмо подпишано од председател на влада, доставено до комесарот за човекови права, во кое се изразува желба дека и волја дека нема да ги враќаат, туку че имаат суспендивно враќање. Враќањето ќе биде суспендирано и од тогај поминале 7 години во нашиот правен систем тоа како прашање, како форма не е уредено, што е недозволено и што не е во ред. Поради овие лоши состојби во кои се наоѓаат бегалците од Косово, тие се обратија до кај нас и бараа заштита. Поточно сакам да ви информирам дека има 6 представки, се работи за 6 случаеви, за 6 деца, кои ние ги добиваме благодарение на невладината организација Млади правници, кои одлично соработуваат со нас и од терен ги носат и ги следат нивните постапки. Самохраната мајка заедно со 4 малолетни деца, кои се родени во Република Македонија, живее во социјален стан издаден од Центарот за социјални работи, но нема пристап до ниту едно право во државата. Живее во многу тешки услови, без приходи, без здравствена заштита, а подолг период поради неплатени сметки и со исклучена електрична енергија. Оваа семејство со години не остварува социјална парична помош, затоа што 2 од 4 деца немаат матичен број. Лицето од нашиот пример, почитувани присутни, не е единствен случај на бегалец од Косово со толериран престој и суспендирано враќање, кое живее во тешки услови и без никакви права. Нејзината судбина ја делат повеќе од 150 лица со наречени жолти картони, чија важност, како минува времето, се скратува, со што им се врши дополнителен притисок, психички, се разбира. Практично овие лица се во државата, но без да можат и без да имат можност за остварување на право. Според високиот комесаријат, од вкупно регистрирани 605 лица бегалци од Косово, 154 се со така наречени жолти картони, со одбиени барања за право на азил и со прекинат статус под субсидијарна заштита. Нив единствено им помага високиот комесаријат, Сдруженијето на младите правници и Црвениот крст на град Скопје. Посебно би сакал да потенцирам дека дури 1/3 од вкупниот број, што ви го кажав, 605 бегалци од Косово, се деца кои мора и треба да уживаат посебна заштита. Кога сум овде, сакам да истакнам една загриженост по однос на бројките. Видете, истражувајќи го случајот или проблемите на бегалците од Косово, доаѓаме до загрижувачки податоци, а тие се следни. Додека од високиот комесаријат добиваме
бројка дека 159 од овие лица имаат суспендирано или така наречен жолт картон, од млади правници кои ги следат на терен и ги застапуваат во судовите, добиваме информација дека 140 се со таков статус кој е надвор од закон. Од Министерството за внатрешни работи добиваме бројка дека со таков статус се само 14 лица. Народниот правобранител смета дека загрижувачки се овие податоци, поради тоа не може државен орган, немаме причина да не веруваме на млади правници кои ги застапуваат во судските постапки, а да веруваме на Министерството за внатрешни работи која не информира дека има само 14 такви случаеви. Видете, според Високиот комесаријат, најголем проблем на овие бегалци е природувањето или натурализацијата, можноста да се стекнат со државјанство. Тој е најкритичен и најголем проблем, затоа што за да добиваат или да влегуваат во процедура, тие секако дека им треба документација која мора да ја барат од земјата на потекло од каде што доаѓаат. Препорачувам владата и органите во чиј мандат е заштитата на бегалците сериозно да пристапат кон оваа прашање на лица кои веќе 18 години се наоѓаат на нашата територија. Да изнајдат соодветни системски решенија со кои ќе им се овозможи пристапот до правата, при што да не забораваат дека одлучувајќи за правата на возрастните, одлучуваат за судбините на семејствата, вклучително и децата кои се родени во нашата држава. Република Македонија, како ретка држава, има закон за народен правобранител кој, по однос на мандатот на народниот правобранител, му дава широки можности за делување. Но од друга страна, колку тоа се ефектуира, е проблем на нивото на развитокот на демократските процеси во Република Македонија. Затоа што народниот правобранител не действува на присилен начин. Неговите препораки, поготово општите, треба да бидат прифатени од властите, од органите на управата, од владата, па и од другите власти, па и од судството. Тука е проблемот во Република Македонија. Значи, не законот. Проблемот е неспроведувањето, односно непочитувањето на законот.